Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Драга сестро, дали некогаш во животот си се нашла во ситуација во која си сакала да се откажеш од животот? Дали мислиш дека животот е безнадежен и без цел и дека нема потреба да живееш? Без разлика дали се чувствуваш безнадежна или не, во денешната епизода ќе размислуваме за неколку приказни за надеж. Овие приказни се поврзани со неколку жени кои со нас сакат да ја споделат нивната болка, скрашеност, победи и порази и надежта која ја најдоа во Бог. Ова надеж ги преобрази нивните животи и им даде причина да продолжат да живеат. Ова надеж не потекнува од овој свет, туку е небесна и потекнува од Исус Христос. Знаеме дека животот може да биде многу тежок и секоја од нас има своји борби и потешкоти, но со Исус, изворот на надежта, ние можеме да бидеме победнички во животот и да ја победиме безнадежноста. Поради тоа што Исус е жив, ние можеме да се соочиме со утрешниот ден. Поради тоа што Тој е жив, можеме да имаме надеж и причина да се смееме и да бидеме радосни. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Приказната на Сема. Дали некогаш си живеела во мрак и темнина? Дали некогаш си се чувствувала изолирана и оддалечена од другите, само зашто си поинаква од нив? За време на моите години, кога што туку почнав да уживам како возрастна личност, бев диагностицирана со многу тешка болест – слепило, но во сето тоа почнав да разбирам дека Бог е се што ми треба во животот.
Постепено го губев видот и чекор по чекор навлегов во светот на темнината. Бев убедена дека мојата иднина ќе биде лоша и дека животот за мене заврши. Веќе немав никаква надеж и сметав дека немам ниту една причина да продолжам да живеам. Како воопшто можам да имам надеж кога го изгубив видот? Порано бев привлечна и позната девојка со која сите сакаа да се дружат, а кога ослепив, станав млада жена која сите ја сожалуват и која зависеше од помошта на другите. Моите родители ме запишаа во школа за слепи лица и токму таму се случи точката пресвртница во мојот живот. Мислев дека во школото за слепи лица ќе треба да се дружам со депресивни и безнадежни луѓе, но реалноста беше многу поинаква. Тие имат надеж, радост, исполнување и цел во животот, повеќе отколку некои луѓе кои ги познавам, а имаат вид. Која беше нивната тајна, се прашував. Како можат да бидат среќни? Не можев да ја разберам нивната радост. Додека минувавме време со нив за време на часовите и ручеците, почнав да сваќам дека изворот на нивната радост не беа другите луѓе или околностите, туку светлината на светот, Исус Христос, кој им ги отворил очите на нивните срца и на тој начин тие го гледаа светот околу себе. Мислев дека сум религиозна личност. Од време на време се молев и постев, но сепак во моето срце имаше празнина, која религијата не можеше да ја пополни. Ако религиозноста за духовноста не може да ја пополна таа празнина, што или кој можеше да го стори тоа? Исус го стори тоа. Ја најдов смислата за живот во Него. Тој е светлина, спасител, кој не сака и кој дојде на овај свет, за да им го врати духовниот вид на луѓето, оној кој ни помага да гледаме со очите на верата. Кога поверува во ова вистина и побарав од Исус да ме спаси, да влези во моето срце и да живее преку мене, ми се смени погледот кон животот и тој ми даде нова перспектива за живот. Јас сум слепа до ден денешен, животот не ми е лесен, црната боја не ме напушта, но сепак имам внатрешна радост и ја имам светлината. Вистинската светлина во мојот живот. Бог ме научи на многу важни лекции во темнината. Овие лекции го просветлија мојот пат кон слобода и исполнетост. Научив да не се сожалувам, ниту пак да се гледам себе си како жртва поради моето горчување, туку да се стремам да бидам се што Бог сака и очекува од мене. Научив и да ги препознавам приликите во ова неприлика, да го користам секој момент во животот, за да го препознам мојот капацитет и да живеам согласно с истото. Не само тоа, туку имам поголема желба да ја споделам ова надеж со други луѓе, кои минуваат низ тежок период во животот.
поема. Кога очајот е се што чувствуваш, кога надежта изгледа далечна, знај дека светлината постои и таа надеж нема да те разочара. Кога светот станува суров и ладен и солзите течат низ образите, знај дека постои Спасител кој е секогаш близок до тебе. Кога те демне минатото, изгледа дека се е загубено. Знај дека неговата рака ти е подадена и таму ќе најдеш сила, заштита и сигурност. Во безнадежноста Исус е блиску, со рацете широко отворени. Тој ти вели: "Ќерко моја, не си сама. Те сакам безусловно, бидејќи си моја." Приказната на Лина. Моето име е Лина. Јас имам 35 години. Во животот сум имала многу разочарувања и повреди. Сето тоа почна уште кога бев многу мала. Кога имав 2 години и ми беше потребна љубов и грижа од моите родители, татко ми се разведе од мајка ми и тоа го стори без некоја посебна причина. Во нашата култура стана навистина лесно брачните парови да се разведуваат и затоа татко ми одлучи да не остави да стапи во брак со друга жена. Како резултат на тоа јас пораснав само со мајка ми и сестра ми во голема болка и сиромаштија. Поради лошите услови во кои живеевме, не можев да одам на училиште и изгубив каква било надеж дека еден ден ќе го завршам моето образование. Наместо на училиште, јас и мојата постара сестра седевме дома и ги извршувавме домашните обврски. Со оглед на тоа што немавме образование, немавме пари, ниту пак љубов и внимание од моите родители. Јас пораснав осамена, безнадежна и со страв во срцето. За нештата да бидат уште полоши, чичко ми не викна да живееме кај него дома. Тоа што на почетокот изгледаше како помош, на крај заврши со физичко и сексуално злосторување од неговата страна врз мене и сестра ми. Приказната на Лина се уште не е завршена. Токму кога нејзиниот живот беше целосно исполнет со темнина, Божјата светлина продре до нејзиниот живот и даде надеж да продолжиме со слушање на нејзината приказна. Еднаш додека менував радиостаница во колата, слушнав женски глас како вели: "Добродојдовте на радиопрограмата Жена со надеж." Си помислив во себе: има ли надеж за мене? Почнав да ја слушам програмата и секоја недела со нетрпение ја чекав следната епизода. За прв пат во животот навистина почувствував дека има надеж за мене. На таа радиопрограма слушав за Исус, неговата љубов и како тој и даде надеж на самарјанката, чиј приказна е запишана во Библијата во Евангелието според Јован, глава 4. Таа жена исто така беше безнадежна и ја изгуби довербата во себе и во луѓето околу неа. На програмата дознав дека Исус е запознат со мојата болка и сочувствува со мене. Тој гледа вредност во мене и поради тоа сака да ми даде сила за да живеам согласно неговите планови и замисли за мојот живот. За прв пат почувствував дека има некој со кој можам да ја споделам болката. Сватев дека иако мојот биолошки татко ме остави и воопшто не ме сакаше, сепак мојот небесен татко ме сака безусловно. Вистина е дека не можам да го променам моето минато и сета болка која доаѓа со него, но тоа што можам да го направам е да го држам Исус за рака и тој да ме води во иднината. Со него на моја страна јас не се плашам од иднината. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good
good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Драга пријателке, сигурно ќе се согласиш со мене дека кога ние жените сме злостовани, се чувствуваме како некој да ни забил нож во грбот. Таквата болка не остава безнадежни и поради неа се бориме со чувства како гнев, страм, кајне, разочараност и слично. Дали има шанси да се излезе од тој мрачен тунел? Ајде да ја слушнеме приказната за Лајла и да дознаеме. Моето име е Лајла. Како млада верував дека најдов љубовта на мојот живот, човекот кој ќе стои со мене во секоја животна бура. Но тоа што започне како бајка се претвори во кошмар кој не ни мислев дека може да ми се случи. Истиот тој човек стана личноста која физички ме злоставуваше, притоа нанесувајќи ми не само физички, туку емотивни рани. Бев заглавена во срам и страф, мислејќи дека самата јас сум виновна за неговото однесување. Се чувствував изолирана од светот и самата го носев овој товар во тишина. Секој ден се борев да преживеам, а надежта ми изгледаше недостижна. Но во таа темна и очајна длабочина во која живеев, ненајдено се појави надежта, а тоа е Исус Христос. Како мала слушнав за неговата љубов и сочувство, но сега одлучив да барам закрила кај него. Го повикав Бог во молитва и пред него го искажав мојата болка и гнев и барав тој да интервенира. Така сватив дека има надеж за мене, но таа надеж може да се најде само во Исус. Неговата љубов ме прегрна и ме потсети дека јас заслужувам да бидам ценета и да имам достоинство. Тој ми кажа, твојот идентитет не е заснуван на злоставувањето кое го трпиш, туку на фактот дека ти си Божја сакана ќерка. Преку советување и терапија и подршка на пријателите и семејството успеав да се соочам со болката од моето минато и научив да си го вратам чувството на самодоверба. Исусовата безусловна љубов го подигна бремето на срамот и почнав да се гледам себе си преку неговите очи. Сватив дека сум неговото скапоцено создание. Како што минуваше времето, најдов сила да се ослободам од односот со мојот сопруг кој ми го уништи животот. Морам да бидам искрена и да кажам дека целото тоа искуство воопшто не беше лесно. Но знам дека не бев сама. Во овој хаотичен и безмилосен свет го пронедов својот глас и Бог ми даде сила да ја споделам својата приказна, а и да им понудам поддршка на оние кои минуваат низ слични предизвици. Денес кога ќе погледнам назад на животот, гледам дека надежта се појави тогаш кога ми беше најтешко.
Христовата љубов ми даде нов почеток, а лусните кои ги носам на своето срце се сведоштво за неговата исцелителна моќ. Денес се застапувам за оние кои минале низ физичко и психичко злоставување и ги подсетувам тие жртви дека има надеж и дека нивната вредност не зависи од болката која ја трпат. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Читаме неколку важни стихови од Библијата и при тоа ќе размислуваме за надежта и сигурноста кои ги имаме во Исус. Тој ги исцелува скршените по срце и ги преврзува раните нивни. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам. Ќе те поддржам со мојата победносна десница. Зошто само јас ги знам замислите што сум ги смислил за вас, вели Господ. Замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Драга пријателке, кога се соочуваме со болките и борбите од минатото и сегашноста, можеби ќе се најдеме во ситуација да се почувствуваме безвредни и безнадежни. Сепак, Библијата не подсетува дека Исусовата љубов нема граници и дека Тој го даде својот живот за нас. Иако сме несовршени, сакам да знаеш дека не можеш да ги крие своите рани и лузни од Него, бидејќи Тој те сака таква каква што си. И Неговата љубов е поголема од кое било бреме што го носиш во животот. Кога се чувствуваме со болка и очај, Исус може да не исцели.
Тој нежно ги негува нашите рани и ни нуди утеха на нашите скршени срца. Исус те повикува денес да дојдеш кај Него, за да й даде одмор и мир на твојата напатена и безнадежна душа. Без разлика каков товар носиш, тој може да го тргне од тебе. Кога ќе дојдеме кај Него, кога пред Него ќе ги принесеме нашите грижи и стравови, тој ветува дека ќе не ослободи од тие нешта и ќе ни даде мир и обнова. Затоа да зачекориме во надежта која ја имаме во Исус, без разлика какво е нашето минато, Неговата љубов кон нас не менува. Поради тоа можеме да бидеме спокојни, знај дека во Исус секогаш има надеж, а каде што има надеж, таму има и ветување за подобро утре. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Иако срцето ми е скршено и болката е длабока, Исус мојата надеж, Неговата љубов ме крепи. Иако ја изгубив довербата во луѓето, Исус е мојата надеж, тој нема да ме разочара. Иако правам грешки и паѓам, Исус е мојата надеж, тој ќе ми помогне да станам. Иако животот е тежок и често моето срце крвареше, Исус е мојата надеж, тој ќе ми даде исцеление. Иако во нечии очи нема да сум доволно добра, Исус е мојата надеж, во Неговите очи сум скапоцена и сакана. Драга пријателке, може би си велиш во себе, да, сакам да го следам Исус, сакам да бидам слободна од бремето на гревот, сакам да имам надеж, смисла и цел во животот, но не знам како. Како Исус може да ме спаси? Ова е многу добро прашање. Дозволи ми да ти кажам што вели Библијата, Божиот збор. Прво, признај го својот грев. Мораме да се соочиме со реалноста дека сите ние сме грешни, бидејќи сме го наследиле гревот на нашиот прататко Адам. Во посланието до Римјаните глава 3 стих 23 апостолот Павле вели: сите сгрешија и не можат да го достигнат Божиот свет стандард. Не само тоа, туку и платата за гревот е смртта, што значи вечна одвоеност од Божјата љубов и милост. Второ, поверувај во тоа што Исус го направи за тебе на крстот. Ти и јас заслужуваме смрт поради нашите гревови, но на крстот Исус умре наместо нас. Казната за твојот грев е платата од Него, само Тој може да те спаси. Во Новиот Завет, во книгата Дела глава 4 стих 12 пишува: во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преку кое би можеле да се спасиме. Без разлика која е твојата религиозна позадина, во какво семејство си порасната, колкава е твојата возраст, ако Господ денес ти зборуваше преку животните приказни на овие скапоцени сакани жени, ќе те замолам:
да ја повториш ова молитва со мене. Боже, знам дека сум грешна, знам дека ме сакаш и сакаш да ме спасиш. Исусе, верувам дека умре на крстот за да платиш за моите гревови. Верувам дека по 3 дена воскрсна. Те молам, прости ми ги гревовите и спаси ме. Сакам ти да бидеш тој кој ќе го дефинира мојот идентитет. Сакам да ме исполниш со надеж. Во Твоето име се молам. Амин. Just as I am, without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou bidst me come to Thee. As I am, just as I am, and waiting now to rid my soul of one dark cloud, to Thee whose blood can cleanse each spot. Come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come desperate to be rescued, I come empty to be filled, I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcomed with open arms, praise God, just as I am. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.